Свежо летно утро. И животот само што не се разбудил над градот Прилеп, Македонија. Овие стрмни ридови, познати како Плетварски регион, покриени се со зелена трева. Во подножјето на ридовите се простира оскудно и тивко село. Повеќето куки се напуштени пред неколку години и само еден грст луѓе се уште живеат овде. Покрај сето тоа, веднаш над нивните покриви се раѓа живот. Карпестите ридови на Плетвар се единствениот дом на редок вид пеперутка, стеноендемит наречен македонска сивка. Името потекнува од бојата на низините криља, особина што ја користи за да стане помалку видлива за предаторите. Таа предпочита карпести области и затоа живее на повисоки надморски височини. Како ранобудник, има улога на опрашувач за посебната вегетација во областа. Се храни со нектарот на цвеќињата, а со тоа им помага да преживеат. По редовните утрински задолженија, штом сончевите зраци ќе станат неподносливи, таа се повлекува. Професорот Владимир Крпач е еден од ентомолозите кои ја проучуваат сивката. Тој се уште се сеќава кога австрискиот научник Франц Јозеф Грос го опишал овој вид како исклучителен и со впечатливи гени уште во 70-тите години. Вид кој не постои никаде на друго место во светот, освен на овие 10 километри карпи и трева. Ја нарекле псевдочазара Чинговски или Чинговата окатка, по македонскиот реномиран научник и ентомолог Јонче Чинговски, со кој професорот Крпач бил близок соработник. Значи, период на летање е јули и август. Со тоа што пикот е некаде кон крајот на јули и почетокот на август, најголем пик, најголема бројност и после таа бројност опаѓа, пошто знаете, голем дел од нив умираат, бидат уловени од некакви други организми кои се хранат со нив и така натаму. Произведува една генерација, значи униволтин тип. Јајцата ги полагаат на фестука, тоа е еден вид на трева, бусенова трева, каде се храни гасеницата, се преслака 3 до 4 пати, потоа се вкуклува. Понатамошниот процес, дали се вкуклува во земја или на едно друго место не е доистражено, не би можел на вистина да кажам, и не може да се најде во литература што се случува со тоа, но во наредната генерација сигурно ќе се појават како возрастни, излегуваат и се повторува циклусот. Тоа имаат циклус на потполна метаморфоза, значи јајце, гасеница, кукла, адулт, возрастна форма. Постојат скриени тајни за животот на сивката, кои допрва треба да се откријат. Но човек може да посведочи за исклучителниот екосистем на селото Плетвар, за кој оваа пеперутка помогнала да се одржи и развива. Систем каде што ништо не би можело да успева ако се одземе еден дел. Svaki taj insekt koji se hrani na cveću jako puno znači, jer svi oni imaju i različit period aktivnosti i period godine kad su aktivni. Možda neki mogu da lete na nižim temperaturama, neki na višim. Tako da oprašivanje u stvari zavisi od te raznovrsnosti. Da bi oprašivanje bilo potpuno i kompletno, moramo da imamo različite oprašivače. I to je ključ. Ključ uspešnog oprašivanja je upravo u toj raznovrsnosti da je svaki pojedinačni član važan. Во текот на месец јули, на полињата на Плетвар врие од живот, а во воздухот ја има оваа посебна мешавина на мириси што може да се почувствува само во лето.
Како и да е. Ова нема да биде така за секогаш. Последното истражување на терен, направено во 2012 година од тим на национални и меѓународни ентомолози, покажало намалување на популацијата на македонската сивка до 30%. Велат, најмногу се должи на губење на живеалиштата. Во студијата, 5 од 7 локации означени како дом на сивката, докажано е дека се претворени во каменоломи за мермер. Да, тоа е многу профитабилен бизнис во Македонија, која е позната по високиот квалитет на својот мермер. И покрај негативните ефекти врз кревките екосистеми, македонската влада дозволи отстапки за проширување на просторот на рудникот во 2021 година, останувајќи глува на алармирачкиот протест на научниците. И не е чудо ако не се поведе некоја поголема акција да го изгубиме овој вид како вид познат за фауната на Македонија. Да го направиме ова додека нема да биде касно. Затоа што ние имаме одговорност да го оставиме на идните генерации. Ова богатство на фауната што го имаме. Тоа се фактите, друго нема. Но има уште еден, помалку видлив непријател на македонската сивка. За изненадување, доаѓа во форма на пријател, љубител на пеперутки. Тие ги посетуваат ливадите и набргу штом заминат. На интернет се појавува понуда за купување препариран трофеј. Во неколку европски земји има трговски друштва домакини на веб страници на кои може да се купи примерок од една од најретките и најзагрозените пеперутки во Европа за само околу 30 евра. Извршувањето на нарачката е лесно како замавнување на криљата на сивката. Еден примерок нарачан од Полска ќе отпатува назад во Македонија со меѓународната курирска служба ДХЛ. Другиот пак, нарачен од германскиот град Хајбах, ќе биде доставен во есен. Во рокот 2 работни дена, пакетите се веќе доставени. Доаѓаат во завиткана кутија со налепница од пошта на која пишува дека содржи предмет за украсување на домот. Реткиот опрашувач од Плетвар, далеку од своето природно живеалиште, сега е само предмет што може да се нарача како книга, DVD или пар чевли. Дали ова купување беше нелегално? И кој ја штити македонската сивка? Постојат 2 вида заштита на видовите. Еден на национално, а друг на меѓународно ниво. И двата започнуваат со вклучување на видот во така наречената црвена листа. Овие листи не се законски обврзувачки и се само начин научниците да предложат заштитни мерки од институциите. Во 2009 година, Меѓународната унија за зачувување на природата ја стави на црвената листа сивката како критично загрозен вид. Малку подосна, во 2011 година, неофицијалната црвена листа на македонските пеперутки помогна да се дефинира македонската сивка како сериозно загрозен вид од страна на македонската влада. Ова големо достигнување вклучува законска забрана за собирање, продажба и извоз на пеперутката. Единствен исклучок од законот е поседувањето научна дозвола. Дозвола што ние ја немаме. Но на граница, нешто навистина не оди според законите. Контактиравме со македонската царина која не извести дека немало инциденти во кои некој бил запрен поради пренесување сивка преку државните граници. Но знаеме дека тоа се случува. Држејќи го како доказ, трофеот што го нарачаме по пошта од 2 европски земји и самите го пренесовме преку националните граници. Пристигнуваме во Загреб, Хрватска,
на територија на Европска Унија. Овде сме да утврдиме дали трофеите што ги купивме се собрани пред или по националната забрана за лов и трговија во 2011 година. Некои од ретките кои ја имаат посебната стручна подготвеност и ресурси за тоа се научниците од Институтот Руѓер Бошковиќ од Загреб. Постапката е навистина комплицирана. Kako znamo koliko je nešto staro? Dakle, ako je suvremeno, trebala bi biti ista koncentracija, aktivnost koliko je u atmosferi. Čim je ta aktivnost manja, znamo da je taj materijal stariji i onda prema ovom formuli radioaktivnog raspada u stvari mi odredimo koliko je vremena prošlo od trenutka smrti organizma, znači kad je prestala ta asimilacija s atmosferom do trenutka mjerenja. Резултатите откриваат. Примерокот купен од германскиот продавач се покаже дека е заловен и препариран во 70-тите, пред законската забрана наметната од македонските власти. Но трофеот што го нарачавме од Полска бил заловен и препариран во 2012 година, кога веќе забраната била во сила. Кој е виновен? Ja bih rekla da vaši leptiri jednom kad dođu u Europsku uniju više nema pomoći. Se mora nadzirati uzimanje iz prirode, sankcionirati nezakonito uzimanje iz prirode tamo gdje se ono događa i izvoz iz Makedonije konkretno ovih vrsta koje su zaštićene samo u Makedoniji. Nije realno očekivati da će druga granična tijela određivati tu stvar, odnosno štititi populaciju iz neke druge države. Ono što se naravno može i dijelom radi kroz veterinarske propise, kroz carinske propise, bez obzira što je to negdje uzeto iz prirode, vi i dalje morate poštivati veterinarske propise ako se radi o životinjama i carinske propise u smislu da roba mora biti deklarirana, znači da ne smije biti sakrivena, da ne smije biti švercana. Ali ipak je zapravo najveći teret zaštite takvih populacija na onoj državi odakle one dolaze. Ова е Боголјуб Стеријовски, страствен заштитник на македонската фауна. Научник кој тесно соработува со Министерството за животна средина во однос на спроведувањето на новите закони за заштита. Неговите напори отворија пат за спас на македонскиот вид змии. Но има уште многу да се направи, вели тој, во однос на заштита на македонската сивка. Нашата земја се соочува со она што се вели илегално колектирање на разни видови, без разлика дали се животински или растителни, кои се од интерес за илегалната трговија која се случува во Европа и дури и на глобално ниво. Такви примери се случуваат најчесто во западниот дел од земјата, меѓутоа во последно време и нашите степски предели се на удар и секогаш се оние видови кои се интересни за црниот пазар. Како изгледа пазарот за пеперутки? Кои се луѓето кои се вклучени? За да следиме трагата на нашиот купен примерок од полскиот продавач, навлегонме во разговор со него. Неговиот одговор не води до пазарите за размена, популарни меѓу ентузијастите за инсекти. Тие се одвиваат во неколку централно-европски градови во текот на целата година. Контактиравме два од нив со барање да снимаме и разговараме со организаторите. Но и двете барања ни беа одбиени. Испротивно на нашите очекувања, ние таму не сретнавме еколошки криминалци. Wir sind ja geradezu angewiesen auf die Zuarbeit von Privatgelehrten, also Leuten, die sich sehr professionell mit der Sache auseinandersetzen, ohne jetzt hauptamtliche Insektenforscher zu sein. Denn die Insekten sind die größte Tiergruppe der Welt. Das heißt, eine unglaubliche Artenfülle, vergleichsweise wenige Spezialisten, die diese Arten erkennen können. Професорот Сегерер и другите вработени токму преку овие пазари ја збогатија баварската државна збирка. Сега е таа една од најголемите збирки на природна историја на планетата со речиси 22 милиони зоолошки објекти. Но зошто е важно да се чуваат и создаваат збирки на мртви пеперутки, дури и заштитени видови?
Das ist das, was die Wissenschaft antreibt. Und dazu muss man Insekten sammeln. Schon allein aus dem Grund, weil mindestens die Hälfte aller Insektenarten äußerlich am lebenden Tier gar nicht bestimmbar ist. Um zu wissen, mit was ich überhaupt arbeite und was dieses Tier für Funktion in der Natur hat, muss ich es, wenn ich es bestimmen will, dann auch abtöten, was kein Problem ist, wenn das Wissenschaftler wissen, was sie tun, wenn das im verantwortlichen Maß passiert. Сепак, ловократството и продажбата на македонската сивка е казниво дело според законската забрана во Македонија од 2011 година. Но сивката може многу лесно да се купи преку интернет во Европската Унија. Ние самите нарачавме различни примероци и еден од нив наводно е купен на пазарот за размена. Зошто е тоа дозволено? Видовите кои не се меѓународно заштитени, туку само на територијата на нивното потекло, се во правен јас. Еднаш заловена и пренесена преку граница, македонската сивка може да се продава на меѓународниот пазар без никакви правни проблеми. Ова го направи пазарот на инсекти заситен со примероци на сивката и како резултат на тоа, незината цена падна на 30 евра. Das ist die eine Triebfeder. Die andere für Sammeln ist, seltene Objekte zu haben, die es nicht so oft gibt auf der Welt. Ja, und das kann schon eine sehr starke Triebfeder auch sein für Leute, die zum Beispiel den Macedonian Grayling unbedingt haben müssen, weil er nur an ganz wenigen Stellen auf der Welt überhaupt vorkommt und weil dem dann ein ökonomischer, ein Marktwert zugeordnet wird. Also etwas völlig Künstliches. Und das halte ich persönlich für keine gute Triebfeder für das Sammeln. Und ich denke auch in Einzelfällen, wie vielleicht bei dieser Art, die nur ganz wenige Fundstellen hat, kann das auch schädlich für die Populationen sein. Но зашто луѓето кои тврдат дека сакаат пеперутки криволоват и ги продаваат? Се разбира, примероците од одредени видови може да чинат и до 9000 евра, но профитната маржа на македонската сивка, која е само околу 30 евра, е исклучително мала. Кој е нивното алиби за ловократството на сивката, знаејќи дека видот е многу загрозен? Одговорот го добивме од љубител на македонската сивка од Чешка. Naime, uočeno je kako zapravo nedostaje znanje i svjesnost javnosti, ali i sudaca i tužitelja o ozbiljnosti ove vrste zločina, jer eto procjena je da godišnje troškovi ove vrste zločina iznose 258 milijardi dolara. Dakle, to su zločini koji predstavljaju veliku štetu i veliku opasnost i za biološku raznolikost planete, za lokalne zajednice, ali i za gospodarstvo u cjelini. S obzirom da je vrlo često ilegalna trgovina u stvari povezana sa neodrživim iskorištavanjem divljih vrsta iz prirode, dakle najčešći motiv ilegalne trgovine je zarada. Pa se onda iz prirode praktički uzima velik broj jedinki na način koji nije održiv. I sve je nekako povezano. Nekad mi te veze ni ne vidimo, to nije tako očigledno. I nekad se čak i posledice ne vide odmah. Губење на живеелиштата, тешки климатски услови, инвазивни видови. Овие фактори ќе бидат уште понагласени во престојните години. Биолошката разновидност на светот е доведена во прашање. Неконтролираното собирање и ловократство на сивката се дополнително оптоварување на крилјата на овој ранлив инсект. Денес тој е сериозно загрозен. Утре може да исчезне, а набргу потоа човештвото може да го почувствува ефектот на пеперутката. Imali smo situacije gdje su se zapravo događale nezakonite radnje na način da su strani znanstvenici i stručnjaci, a ja vjerujem onda i hrvatski u drugim državama, nezakonito uzimali konkretno i leptire i kukce iz prirode, zato što nekako smatraju da su stručnjaci, da oni znaju je li to u redu ili nije i da onda ne trebaju nikoga ništa pitati. I isto tako je bila situacija sa stranim znanstvenicima da dolaze u Hrvatsku, dogovore se s nekim od naših i onda kao ne treba nikakva posebna dozvola. Znači, neovisno o tome ko to radi, svi moraju imati dozvolu i onda se znači prema tome što se radi, prema nekakvim količinama primjeraka određuje šta se može, šta je prihvatljivo, a šta više nije. Tako da ne gleda se na to ko pita, nego šta planira raditi.
Проектот за усогласување на меѓународните со националните закони моментално се бори против ловократството на македонската сивка и извозот од земјава. Богољуб објаснува дека се предвидени обуки кои ќе им помогнат на надлежните да се изборат со овој проблем. Нормално овие обуки не можеме да кажеме дека ќе ги решат сите проблеми веднаш, меѓутоа се добра основа за понатаму да се продолжи уште подлабоко да се навлезе во она што е целосна имплементација на ЦИТЕС конвенцијата. Дополнително да посочам дека во целиот тој процес ние имаме помош од страна со релевантни експерти од областа и од конвенцијата и од земји кои веќе се со активна имплементација на ЦИТЕС. Тоа на нас ќе ни даде една солидна основа како да продолжиме понатаму. Конвенцијата ЦИТЕС е список на видови кои се заштитени на меѓународно ниво. Тоа е следниот чекор откако ќе се најдат на црвената листа. Македонската сивка, која е на црвената листа на IUCN од 2009 година, се уште не е заштитена со меѓународните закони. Во чекалната има мноштво видови од целиот свет кои очекуваат да добијат помош од меѓународните власти. There's probably maybe a blind spot for insects at the moment because, well, it's not very charismatic. And I think especially in the wildlife trade realm, for many years, we focused a lot on charismatic species. I think this is changing a little bit. Европската Унија во моментов ги ревидира своите директиви за дивиот свет. Одри е оптимист за престојните промени. Во Светскиот фонд за природа, таа помага работејки на законски измени кои имаат за цел да го затворат јазот во кој се запоставените видови. I think from a legislative perspective, the biggest improvement that we need at the moment is a revision of the Environmental Crime Directive. And it is actually happening at the moment that we're speaking. And why it's important to revise this directive, because the one we have now dates from 2008, so it's quite outdated. The world has changed since. Додека Светскиот фонд за природа бара само зајакнување на постоечкиот систем, други организации предлагаат нов пристап. За да го направи скокот напред, Кабинетот за политика на Европската Унија размислува за усогласување со законодавството од Соединетите Американски држави. We are discussing this since years now with the Commission, and we are suggesting a legislation similar to the EU Lacey Act. This is basically legislation that makes a criminal offence to trade in species that are protected in the country of origin. And this is a very fair legislation in our view, because it's really to support the conservation efforts of the source country by establishing that what is illegal in their country is illegal also in Europe. And in the EU, we have a very brand new legislation, which is called a Digital Service Act, that will be in the next year could be the real game changer, because it establishes very strong obligation, especially to very large online platform in terms of what they should monitor, how they should make sure that what is illegal offline is also illegal online. Постојаното ловократство докажува дека човекот се уште не научил да ја цени посебноста на дури и најмалите суштества во сложениот систем. Тоа е круг во кој сите организми зависат еден од друг и истите се стремат да преживеат за да го зачуваат заедничкиот систем. Но и круг од кој и луѓето се дел. Се додека не стапат на сила новите закони кои треба да ја заштитат македонската сивка, таа нека обстојува и нека продолжи да носи живот во ливадите над осаменото село Плетвар.